32 годишниот Игор Дамјанов од Виница веќе 13 години својот леп го печали во Бугарија, како слободен актер, работејќи представи во Благоевградскиот театар, работи на филмови, но влетел и во новинарските води, учествувајќи во една од непознатите емисии во Бугарија, Господари на етерот. Тоа се реални приказни, реални случаи на луѓето, социјални, што имаат проблеми например со општина, со институции. И ние дури со фирми приватни, но тоа се проблеми што не може да се решат или државата избегнува не по некој начин да ги реши. Но кога излезат на телевизија, почнува да се активираат сите, почнува да се активира обвинителство, почнува да се активира полиција, целата држава. Дури се променуваат и закони. Тоа е силата на медијата. Овој млад човек кој живее во Благоевград, односно во земја членка на Европската Унија, која е на само 30 на километри од неговата родна Македонија, вели дека доколку останал во Виница, не ќе можел да се реализира како актер, ниту пак да го постигне успехот кој што го има во Бугарија. Разлика вели дека постои во продукцијата на емисиите, филмовите, а секако и во платите. Продукциите во Бугарија се многу по-големи, многу по-платени, многу подобро изгледаат, затоа што пазар е многу поголем. Они се 7 милиона луѓе, ние сме 2 милиона луѓе. И многу повеќе гледат телевизија по некој начин. И се мери у тоа на која телевизија си, има две телевизии, BTV и Нова телевизија кои што се конкурират и се многу силни. И точно продукциите и рекламите што се на телевизија се многу платени. Дамјанов вели дека кога доаѓа во Македонија ниту ги гледа, ниту ги слуша електронските медиуми. Смета дека не нудат ништо забавно за гледачите. Затоа што има само музика и политика. Единствено гледам, ако можам да кажам, еден на жаре, и е така доста интересна емисија и пак како продукција е многу далеко од продукциите што се во Бугарија, но пак како идеи е супер. Но друго телевизија не гледам. Ние младите веќе гледаме на интернет, гледаме на таблети, гледаме на телефони, избегнуваме да гледаме телевизија пред телевизор, затоа што тоа ограничува како сати, како време у кое да гледаш, и ако има сега телевизиите предлагат тоа да може да врнеш назад неколку сата и да гледаш нешто, но нас не е полесно да бркнеме у YouTube. Овој млад човек забележува дека во Македонија недостасуваат домашни продукции, а единствено од минатото што останало со македонските народни приказни, кои според него не се направени како што треба. Во Бугарија вели дека нема никаков проблем, се представува како македонец. Неговите пријатели имаат свое мислење за односите Македонија и Бугарија, но како што вели за него, историјата се неговите баба и дедо. Како млад човек забележува дека младите не треба да живеат во минатото, бидејќи таму нема иднина.